Добро вечер, јас сум Сонја Исмаил, граѓанин на Република Македонија, граѓански активист. Јас не сум тука за да зборувам за прогонот и погромот кој што последниве години во континуитет се врши врз мене и врз моето семејство. Тука сум да ви прочитам нешто во име на сите дилеми мои и на моите пријатели. Чија е оваа борба? Опозицијата не смее да биде препознаена во еден единствен политички субјект или во една политичка партија, во случајов поширока коалиција на политички партии. Опозицијата во овој момент, сега и овде во Република Македонија е народот. Цел оној слободномислечки народ. Народ кој не се плаши да размислува поинаку од восстановената режимска матрица. Овој народ не се плаши, не тактизира и не ја релативизира ситуацијата од 24 декември 2012 година, кога Уставот на Република Македонија беше брутално изгазен и извалкан од една ненародна и кукавичка власт. Велам кукавичка од причина што досега не сум сретнала пример за некоја власт, мнозинска власт, која има целосната моќ и контрола врз институциите на системот, на таков кукавички и перфиден начин да го исклучи малцинството на народни избраници, претениците, од донесувањето на еден од најважните закони, буџетот на државата. И не само кукавички, туку и силеџиски. Никој никогаш не смее да заборави дека народните избраници и представниците на медиумите беа изфрлани од законодавниот дом Собранието по наредба на мокниците властодржци на најгнасен и најсилеџиски начин. И никако, ама никако не смее да се заборави дека поимите граѓанин и демократија тој ден исчезна како меури од сапуница. Но исто така не смееме да заборавиме дека имаше неколку немили настани кои што требаше да го вклучат алармот кај политичките партии кои што се прокламираат како демократски, либерални или како опозиција во моменталниот македонски политички контекст. На оваа држава, на оваа суверена, независна и демократска држава и се случи организирано тепање на студентите од архитектонскиот факултет и нивните поддржувачи кога се осмелија да кажат не на изградба на верски објект на плоштадот во Скопје. На истава држава, на истиот тој фамозен плоштад и се случи убиство на млад човек. Дури не свирепото убиство на Мартин Нешковски на прославата на изборната победа на владачката партија не го разбуди народот и не ја разбуди опозицијата. Па така, за жал, политичките партии од опозициониот блок не се спротивставија жестоко на овие настани и наседна на најевтиниот спин на центарот за лаги и манипулации, според кој на таквите протести нема место за политичките партии. Има, и тоа како има. Политичките партии кои во своето име ја содржат придавката демократска, мора да бидат први на браникот на демократијата. Дозволив од одговорноста за оваа голгота што ни се случува. Затоа не смееме оваа борба да ја наречеме поинаку од борба за слобода. Па така би сакала да апелирам скандирањата на улиците победа, победа треба да ги замениме со слобода, слобода. А слободата не се дава, таа се зема. И за слободата допрва ќе треба да се избориме. Сите ние кои не сакаме да живееме во поробена земја, земја во која различностите не се охрабруваат, туку се стигматизираат и осудуваат. За слободата треба да се избориме сите ние што не сакаме да ја виткаме кичмата, сите ние кои не се плашиме гласно да кажеме не на диктатурата, национализмот, шовинизмот, агресијата, говорот на омраза, сегрегацијата, перманентното осиромашување на народот, прогонот и погромот на неистомислениците, насилството. Ние сите мора да се обединиме токму околу прашањето против што сме, а не за кого или за што сме. Оваа борба е повеќе од баналната борба за превласт на ДПМН и СДСМ. Ова е наша борба. И токму заради тоа велам дека опозицијата не е единствен политички субјект. Таа не е само една политичка партија, таа не е еден медиум. Опозицијата мора
и треба да биде народот. Ние сме тука не за вчера и денес. Ние сме тука за утре. Ова е борба за слободна Македонија. Ви благодарам.